Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Димитар Ковачевски призна дека во моментов, изминативе неколку денови, вклучително и денес, се уште тајно зад затворени врати се водат официјално преговори во Софија во врска со предлогот за протоколот за Европската Унија. Официјално Ковачевски призна пред јавноста дека некој си таму тим составен од поданици на оваа нерационална и дипломатски неуспешна влада која што ја предводи тој самиот, преговара со официјална Софија да ја запечати судбината на граѓаните и Република Македонија. Иако сите знаеме каков е ставот на граѓаните. Кога веќе призна Ковачевски дека се водат преговори, и јавно го прашуваме, што преговара овој тим кој што е пратен во име на оваа расипничка влада? Кои се позициите на тимот кој што го испраќа владата на Димитар Ковачевски? Трето, што имаат договорено до моментов, за да некои луѓе блиски до владата и СДСМ јавно кажуваат дека има простор да се испреговара протоколот, иако знаеме што значи тоа. Ова се прашањата за кои што сме загрижени сите како јавност, од едноставна причина што оваа влада има киднапирано иднината на Република Македонија. Ова се прашањата кои што мора веднаш да бидат одговорени, а не кукавички да води оваа влада преговори кои не одат во полза и во интерес на граѓаните и на Република Македонија. Неуспехот и дипломатскиот дебакал на претходната патлиџен дипломатија, а сега веќе и официјално смешна и неуспешна дипломатија, која што насекаде, верувајте, срами Република Македонија како држава и граѓаните кои што живеат во Република Македонија, треба да се пренасочи во оставки, и тоа најпрво да се почне од Ковачевски, Османи и Маричиќ и сите други надоле редоследно кои што се инволвирани во овој неуспешен преговарачки процес. Две работи се исклучително важни, а тоа се: најпрво, луѓе кои што не си ја познаваат работата не може да бидат успешни на работен план и да имаат успех во работата, и второ, луѓе кои што не си ја сакаат државата не можат да се изборат и да ги застапуваат позициите кои што ги оцртуваат граѓаните и се во интерес на граѓаните. Ваков е случајот со горе наведената тројка која што ја споменав, Ковачевски, Османи и Маричиќ, кои сега во моментов се главни актери во трајното рушење на позициите на Република Македонија во оваа преговарачка ситуација, и затоа е потребно веднаш да си дадат оставки. Дополнително, сите гледаме и читаме денес од медиумите дека се споменува официјален извештај на една членка земја на Европската Унија, каде што јасно пишувала дека нашава тројка функционирала како раштиман оркестар. Односно, Османи на официјални состаноци прифаќал буквално се што ќе му биде сервирано и кажано, а тука кога ќе се вратил, од челните лица на владата, вклучително и од него, изјавите биле секојдневно со различни позиции и ставови. Почитувани граѓани, до толку ни е мизерна дипломатската политика и затоа сите ни се смеат како држава. Срамота. Затоа потребни се оставки, бидејќи нема друг избор, и веднаш потоа предвремени парламентарни избори. Благодарам.